Културно-уметничкото друштво Таше Милошевски слави 75 години постоење. Таше Милошевски е роден на 20 мај 1925 година во Ресен. Тука го поминува своето детство и живее во семејство кое се занимава со земјоделие. Израснува во време во кое Македонија е под окупација. Уште како млад се издвојува со своите организацијски способности и немирен дух, кој најмногу доаѓа до израз на часовите по историја каде водел жестоки расправи со професорите. Таше Милошевски загинал на 16 април 1945 година на 20 годишна возраст во Врполе на Сремскиот фронт во една од последните битки за ослободување. Тој период во Ресен, во време на Југославија, музичкиот живот бил препуштен самиот на себе, без организирани музички групи. Културата ја ширеле надарени поединци, пеачи, свирачи, глумци, кои народниот дух, патриотизмот, обичаите, будењето на националната свест, моментите од секојдневниот живот ги опишувале преку народни умотворби, песни, танци, слики и драмски изведби. Таква група на ентузијасти кои сакаа да го подобрат културниот живот во градот после окупацијата, во 1945 година формираа драмска, рецитаторска и играорна секција кои работеа и се вклопија во новоформираното друштво кое беше именувано по штотуку загинатиот комесар, првоборец од Ресен, Таше Милошевски. Смирени, тивки, ненаметливи, како што бил и самиот Таше, беше и остана нашето мото со кое се обврзавме да бидеме во служба на државата, ширејќи и представувајќи македонската песна и оро. Првите гостувања ги бележи драмската секција во Охрид, Струга и Вевчани, а првото гостување надвор од државата е остварено во Поградец, Народна република Албанија, во 1946 година. Набрзо потоа, во 1948 година, во склоп на друштвото се формира 4-гласен машки хор, под диригентско раководство на Кирил Христоски. Ликовна секција во 1950 година со раководител Кира Јоновски, каде преку хумор и сатира се информираат граѓаните од Преспа за актуелниот целокупен општествен живот во околината. Музичка секција под раководство на Илчо Кунгуловски, во чии рамки функционира Блех дувачкиот оркестар од 1954 година, за кого беа веќе наредната година набавени музички инструменти, со што се збогати музичката култура на градот и посебен музички инструментален состав кој одигра важна улога во музичкото збратенување со градот Струга и кој подоцна продолжи да работи во склоп на друштвото под името Распеани Ресенчани, со кој работеше Јован Очевски. Со маршеви и пригодни композиции учествуваше на скоро сите свечени манифестации и уживаше углед во родниот град и соседството. Вака организираното друштво, преку активностите на своите секции, успеа да го зајакне културно-забавниот живот во градот и друштвото почна да чекори кон својата слава, подготвувајќи драми и изведувајќи разни фолклорни и рецитаторски точки, како и посебни програми за пригодни прослави, матинеа и игранки. Распеаните Ресенчани во април 1983 година ја снимаа својата прва грамофонска плоча за југотон од Загреб, со песните Марие, Млада невесто, Пролет дојде, Шана Мана и Васе Васе. За во јули пак следната година да ја снимаат и втората плоча со песните Проклет да бидит, Кој љубит чужд ерген, Залюбив едно младо девојче и Преспан скоро. Подолг период, просториите на друштвото каде се одржуваа пробите се префрлуваа во повеќе објекти, како во поранешниот офицерски дом, просторија од Сарајот, за од 1978 година, тогашната сала на општина Ресен, да стане наш дом, во кој и ден денес сме сместени. Фолклорната секција работи во текот на сите години и настапува во Ресен и поголемите преспански села. Нова страница во незината историја се испишува во 1978 година, кога најмногу по инсистирање и макотрпно залагање и работа на тогашниот млад ентузијаст, долгогодишен играорец,
Подоцна кореограф во нашето друштво, а денес почесен член, Илија Тановски, Фрањо, фолклорната група во склоп на културно-метничкото друштво Таше Милошевски се возобновува и почнува да работи на многу повисоко ниво. Тогаш ансамблот добива посебна просторија, озвучување и уште истата година го реализира првото поголемо гостување во Корчула, Сојузна Република Хрватска, заедно со ансамблот Ресенчани и женскиот вокален состав. Во прво време, друштвото често гостуваше на манифестации, организирани од страна на нашите селеници во странство, но и на фестивали низ Европа. Следуваа гостувања во 1985 година во Шведска, Малме, Данска, Копенхаген, Норвешка, Осло, 1986 и 1989 година во Германија, Дортмунд, Уна и Рофа, 1988 година во Хрватска Корчула и Полска Краков. Добриот глас за успешното работење на ова најстаро македонско културно-метничко друштво се слуша надалеку и следат низа успешни проекти. Гостување надвор од Републиката. Во друштвото доаѓаат реномирани лица од областа на културата, како Стојче Карамфиловски, Митко Алексов, Васил Зегоманов. Се поставуваат оригинални постановки, се обезбедуваат автентични народни носии, се набавуваат нови музички инструменти за оркестарот и со тоа квалитетот на друштвото оди само во нагорна линија. Она, пошто нашето културно-метничко друштво предничи пред многу други друштва во земјава, е изобилството на народните носии со кои располага. Низ овие 75 години, членови на нашето друштво трпеливо собирале автентични и оригинални парчиња македонска облека од сите наши краеви, која се носела низ вековите наназад. Денес, ова наше непроценливо богатство, чувано како очите од страна на нашиот апанар и кореограф на помладите членови на друштвото, Васко Андреевски, кому негувањето и избогатувањето на македонската народна носија му е само една од многуте задачи кои со задоволство ги извршува. Ни е најголем адут во успешно представување на нашата култура и традиција на секаде во светот. Од 2002 година навака, крајот на играрската година, го одбележуваме со организирање на годишен концерт, на кој учество земаат сите членови на друштвото, почнувајќи од најмалите, цицибани, преку пионерите, јуниорите, па се до сениорскиот состав. Манифестацијата, која на почетокот беше дочекувана со сомнеж од страна на многумина, денес, после 14 години од нејзино континуирано одржување, прераснува во вистинска традиција и неретко, освен со учество на нашето друштво, е збогатена и со учества на други друштва од земјава и странство. Многобројните настапи на нашето друштво не ги одминуваат и помладите категории. Наша примарна цел е културното наследство, кое не го пренеле претходните генерации, ние да му го пренесеме на наредните, како никогаш не би згаснало ова најсветло жарче за постоењето на македонците низ вековите. Затоа, јуниорскиот состав во склоп на културно-метничкото друштво Таше Милошевски редовно зема учество на фестивали и смотри низ државава, а последниве години нашите млади амбасадори македонскиот фолклор и култура ги презентираат и во странство. За одбележување се нивните учества на меѓународни фестивали во Унгарија, Египет, Кипар, Словачка и многу други. Своевидна ренесанса, културно-метничкото друштво Таше Милошевски доживува со почетокот на председателствувањето на актуелниот председател Љупчо Пецалевски. Друштвото почнува многу поинтензивно да го презентира нашиот фолклор надвор од границите на земјава. Се зајакнуваат културните односи со земјите од соседството. Километарски дефилеа, многуброен аудиториум, медиумска покриеност, искрени честитки од индивидуалци, но и официјални признанија и награди од квалификувани лица и жири комисии се веќе наше секојдневие. Сите гостувања низ годините во земјава и странство се пропратени од нашиот оркестар, кој низ годините имаше своји измени и надополнувања со народни инструменти. Посветеноста на нашите инструменталци допринесе за успехот кој го уживавме низ годините, а го уживаме и денес. Реалност стануваат и учествата на меѓународни фестивали. 2002 година. Егердери Измир, Турција. Кајлари, Грција.
2003 година. Варшава и Вегров, Полска, Мала Преспа, Албанија. 2004 година. Силиври, Турција. Кајлари, Грција. 2005 година. Вилјареал, Шпанија. Берковица, Бугарија. Крк, Хрватска. 2006 година. Кечкемет, Унгарија. Челарево, Србија. Бурса, Турција. 2007 година. Монтана, Бугарија. 2008 година. Будва, Црна Гора. Требиње, Босна и Херцеговина. Исмаилија, Египет. Виена, Австрија. Село Нивици, Егејска Македонија, Грција. Берковица, Бугарија. 2009 година. Сардинија, Италија. Приморско, Бугарија. 2010 година. Велика Горица и Пазин, Хрватска. Монтана, Бугарија. 2011 година. Пореч, Хрватска. Порто, Португалија. Приморско, Бугарија. 2012 година. Пожаревац, Србија. Монтана, Бугарија. 2013 година. Вараждин, Хрватска. Истанбул, Турција. Киелце, Полска, со освоена златна елка како прва награда на меѓународниот фестивал. 2014 година. Приморско, Бугарија. 2015 година. Велика Горица и Загреб, Хрватска. Прага, Чешка. 2016 година. Азов, област Ростов, Русија. Монтана, Бугарија. 2017 година. Олстин, Полска. Приморско, Бугарија. Мала Преспа, Албанија. 2018 година. Солин, Хрватска. Искеле, Северен Кипар. Братислава, Словачка. 2019 година. Приморско, Бугарија. Гирне, Северен Кипар. Житомир, Украина. Со освоена награда лауреати од прв степен. 2020 година. Село Пустец, Мала Преспа, Албанија. Во иднина ве уверуваме на уште побројни, поквалитетни, повпечатливи, поуспешни настапи на нашето друштво, на уште помасовно учество од страна на млади генерации, кои ќе бидат гаранција за продолжување на нашата мисија. Ве уверуваме на уште поголеми јубилеи, кои секако не би значеле ништо, доколку не би ги споделиле со сите вас, македонците во земјава и надвор од неа, и сите други љубители и поддржувачи на македонскиот фолклор и култура. Смерти! Республика Македонија!
Сите сме еднакви по коронавирусот и затоа никој нема да го наградиме со нешто попосебно. Сите ќе благодарници за нивниот минат и сегашен труд. Прв меѓу нас еднаквите во моментов е Васко Андреевски. И тој од името на друштвото ќе ви ги врачува на сите што ќе ве прочитам благодарниците. Ќе ве замолам само при доаѓањето ради протоколите кај дечкото рацете да си ги дезинфицират. Голем помагател на наше друштво и поранешен игрорец, градоначалникот на општина Ресен, доктор Живко Гошаревски. Ќе го замолам, доколку сакаат, може да ви се обрати. Момент само. Благодарам председателе, благодарам Васко. Навистина дозволете ми најпрво да ви го честитам големиот јубилеј, 75 години, навистина еден голем јубилеј со кој многу ретко малце културно-уметнички друштва може да се пофалат. Навистина години поминати со многу вложен труд, многу енергија, но пред се со патувања, дружења и пред се и награди за вложениот труд, секако. Навистина ми е чест за оваа благодарница, бидејќи како што спомна и Лјупче, долго години бев и јас член и од лично искуство можам да кажам дека тоа беа едни од моите најубави години поминати со многу вложен труд, но пред се со дружење и ден денес останавме големи пријатели со сите тие членови, одржуваме контакти, навистина успесите на културно-уметничкото друштво Таше Милошевски секаде низ светот ги чувствуваме и како своји. Ова го говорам како член, не како градоначалник, секако како градоначалник гордост ми е што имаме едно вакво културно-уметничко друштво. Сакам една честитка и на сите овие млади игрорци денеска што ни приредија одлични интерпретации, но и пред се на одличните им музичари, секогаш професионалци големи. Да му укажам само дека да се биде член на Таше Милошевски е голема пред се одговорност, бидејќи тие се нашите најголеми амбасадори. Ви благодарам уште еднаш и уште многу вакви јубилеи во подобри услови малце. Благодарам. Го поканувам поранешниот градоначалник на општина Ресен и еден од големите поддржувачи на ова друштво и своевремено и председател на друштвото, господин доктор Димко Тосковски. Слободно може се обратиш. Добро, како што. Добро вечер на сите. Како што е редот, ево, председателот ме замоли да се обратам со некој збор. Стварно, 75 години, тоа е еден просечен човечки живот, што се вика. Значи, друштвото Таше Милошевски ги премина тие бариери од еден во друг систем и така натака. И еве денеска слави 75 години.
Кога ќе се навратам на тие години кога бевме нели во општината ја водевме, мислам дека само ме носат едни добри спомени и тоа во склоп на тоа што таа манифестација ние што ја имавме зачнато, мојот претходник и јас, нели тој Преспанскиот во Кобе. Мислам треба да го споменуваме затоа што во тој склоп на таа манифестација и културното уметничко друштво Таше Милошевски даде свој најголем придонес. Мислам, овој градоначалникот убаво го кажа дека Кудот е Таше Милошевски фактички амбасадор на нашата култура преспанска и нормално македонската култура, не само во овие простори, не само во нашата држава, туку и надвор на повеќе континенти имате прилика тоа да го видите. Значи, треба да се негува таа традиција, младите да не заборават својата традиција и со тоа да ги прошируваат хоризонтите и да им оставиме на младите тоа да го развиваат. Мислам ми е драго, чест и ве поздравувам сите и уште еднаш честит јубилеј и да слават уште повеќе години и повеќе јубилеи. Благодарам. Своевремено најголема подршка, се разбират и сега, сум добивал еден чиче, Самуил Ламески. За овие поводи не треба некоја посебна припрема. Ова вечерва што го видовме, не се работи за еден обичен јубилеј, се работи за еден голем јубилеј, голем проект. Ова не е друштво. Ова и вечерва се покажа дека е една голема машинерија. Во неја некаде се собираат преку 100 дечиња, генерации кои што, како што кажа предходните, се промотори на македонскиот фолклор и музика. Овде се работи за луѓе ентузијасти, кои што го одвојуваат своето слободно време и работа и му се даваат на овој фолклор. Тука се работи за една плејада на ентузијасти, почнувајќи од председателот Пецалевски, преку кореографот Илче, тапанџијата Васко. Тука се работи за една плејада на луѓе кои што на некој начин, некој повеќе, некој помалку, ви ставили едно камче во мозаикот, големиот проект Друштвото Таше Милошевски. Благодарам. Најстариот жив член на културно-уметничкото друштво е еден од основачите, господинот Јован Ночевски. Ви благодарам на вниманието како најстар член на КУТ Таше Милошевски што ни посветивте внимание за ова благодарница. Му пожелувам и на младата генерација да учествува во сите тие културно-забавни активности. Сме свиреле цело време, сме биле прикажани во цела Југославија, да речеме и во странство. И благодарам. Како што слушнавте од дигиталната презентација, нашиот сегашен почесен член Илија Тановски Фрајно, долгогодишен кореограф и промотор на традициите во фолклорот.
Тански сакаш да кажеш? Значи, кој како има желба може да се обрати. Фала ви. Господин Бранко Маретич, почесен конзул на Република Хрватска во Македонија, голем подржувач. Сакаш да ти кажеш? Фала. Фала. Наджи Таироглу. Што докажеме за Наджи, секогаш е со нас. Сега ќе читам малце поваргу, сепак ако сакат било кој да се обрати, не знам ли редоследов како е. Своевремено во компанијата Мепсо беше директор господин Саше Василевски, имавме огромна доманација со која купивме многу раритетна носија. Многу му благодариме. За уште еден доаен во Окут Таше Милошевски, само во една друга сфера, во драмската секција. Ние ќе се потрудиме оваа година да издаеме и монографија, каде ќе биде вклучен и тој, секако и Чко Јовановчевски. Господин Сотир Чаушевски ќе му ја враќам таму. Значи, најмалите придонеси за нас се големи, и збор, и било каква финансија, и било со каков мотив да ни дадат. Сите се вградени во нашето друштво. Никого не делиме. Печатница Мите Богоевски. Кице Котовчевски, Бело Глувче. Некој можда нема да се тука, ќе му ги врачиме дополнително. Своевремено вршивме пререгистрација на друштвото и најмногу во тоа ни помогна господин Насте Старковски, тогашен директор на Централниот регистар. Долгогодишен наш член, се надеваме и неговата керкичка ќе види во иднина, Јован Ставрески, и дел од нашата управа. Клик компјутери Ресен. Сонја Маринчевска. Крсте Јовковски, представник на Кожувчанка. Никола Стојановски. Неби Комерц. Драгица Андоновска. Јован Доновски. Цане Гроздановски. Никола Здравевски. Аптека Фармалек 2005 Ресен. Румко дојде? Румко дојде. Илче Ангеловски Румко. Yes.
Дема Комерц Ресен. Најголемата жртва што овие 18-19 години јас сум активен и во многу прилики, многу одсотен од дома. Мила Пецалеска, цвеќара Мила од Рес. А протоколот дозволи да си ја гушнам. Честитки, да ви се множат годините. Тука секогаш ние ќе сме за вас. Сега ќе опокана маестро Живе Андоновски да му ја врачи Васко него благодарницава, а потоа тој на сите останати музичари. Сакаш да си кажеш вас, Боре? Ајде, доволно со армониката. Ајде, вот си стол. Други веќе. Не сакал? Никола Савецки тој не е. Така? Ѓорги Герасовски, еден од најстарите, повозрастните наши музичари. Војо Митревски. Томче Влазевски, за мене Томченце. Никола Наумчевски. Толку сави ќе земиш, ќе му ги врачиш. Отсутни се Живе Мешуревски, Никола Ставревски, ќе му ги врачиме дополнително. Нашата иднина. Асистентите кои водат групите во фолклорните школи, стварно децата ќе се жртвуваат и игрорната им е начин на живот. Јована Марковска. Тајме, остави ги земам. Сара Мицевска. Даниел Дечков. Теодора Бабановска. Мартина Јовковска. Јована Степановска. Охо, а мои батина кои стварно во секој момент знаат да придат, да помогнат. Не знам дали десна рака, дали не знам како да ги наречам. Александар Божиновски. На Тајчишко Васко и ова. Роберт Кереместевски. Борче Трајчевски. Лазе Ѓоргиевски. И Никола Наковски се тандемот кои моментално раководат со големиот ансамбл. Матеј Кипревски.
Држи, дај му на Матејче. Матејче. А има две дечиња што сакам посебно да истакнам за нив, дека толку се жртвуваат. Одат на проби и со помалата група, одат на проби и со големата група. И никогаш не одбиле ни една задача. Во срце, во мисе, Александар Радевски и Иван Марковски. Имаме уште 20-тина, ама мислам дека не ги видов тука. Ако случајно сме пропуштили некој, секако дека ќе му бидат врачени дома. Сега сакам да му врачиме благодарници на Златко Лушевски, долгогодишен игрорец и помагател, Кире Ристанчевски. Денеска тие се нашите редари. Кире Ристанчевски, Александар Сасајковски, а излажав кога реков дека сите сме еднакви. Еден е малце поразличен. Ако реков за Иван и за Александар дека никогаш не одбиле задача, тоа го прават и овие 5-6 години, 7, колку што се активни. А имаме еден дечко кој е 18 години активен и никогаш, ама никогаш не направил никаков проблем. За него посебна награда, Христијан Шукуловски. И на крајот, за да ми стои спомен, ви благодарам на сите. Ќе уживате уште еден дел со 2 фрагменти. Видовте, имавме на дигитална верзија, сепак мислиме дека и на овај начин се одолживме многу понепосредно кон сите вас кои помагате. Ви благодарам уште еднаш.